Денеска патуваме низ Балканот, преку линии, форми и бои. Циклусот Балканска геометрија ни ја носи приказната за различни истории, култури и судири. Поделба или нов почеток? Уметникот Милош Милосављевиќ ни дава одговори во 20 слики без зборови, затоа што уметноста зборува повеќе. Циклусот Балканска геометрија се има јавено како еден од продуктите на циклусот со кој што се занимава пред да започнам со овој циклус, а тој циклус се викаше Урбани асоцијации. Тука градот Скопје ми се виде како голема инспирација, баш поради синтеза на различни култури што поминале низ овие простори кои што може да се видат на прилично мал простор. Сега во меѓувреме, значи таа архитектура почнав да ја оголувам, остана само ѕид. Во фокусот ѕидот. Ѕид како метафора за поделби, за процеси на дезинтеграција, за сепарација и така натаму. И доколку се видат насловите во моите слики, ќе се почувствува и пораката дека моите слики се јавуваат како бунт против тие ѕидови кои што ги креваме сами. Работата со студенти по мене е најблагородна работа што еден човек може да има. И да живеем уште 5 животи би сакал и исклучиво да ги поминам како универзитетски професор. Да се разбереме ние за една работа. Во професората нема ни привилегии, нема ни пари, меѓутоа нема поголема сатисфакција кога ќе видиш некоја млада особа, значи работел, си се вложил како успева во тоа што го работи. Енергијата која што имаат младите е најсилна од една страна, од друга страна и најчиста. И во случувањата во Србија и во Македонија, и не е само Македонија, имаме регионално, имаме и во Хрватска. Ја сум убеден дека огромно мнозинство од тие млади луѓе што протестираат, што се борат за правда, што се борат за да тоа корупцијата да се изгази, влезени се во тоа со најчиста намера. Оно што мене ме плаши, тоа се злоупотреби кои што се можни и кои што можат да се јават. Единствена федерална единица од Југославија, тоа е Седмата Југословенска република, што преживеала сите овие процеси е културата и уметноста. Без оглед на сите поделби и граници кои што ги имаме од културолошки аспект, ние сме се уште единствени. Пазар. И тоа е нешто на што треба сите да бидеме горди.